Причината е неисплатената плата за месец август, веќе денес сме 1 октомври и за жал со тоа што не ја земаа, односно не им се исплати платата на вработените во овие 3 фирми во текот на вчерашниот ден, од денес истите остануваат и без здравствено осигурување. Со оглед на тоа дека поголем дел од вработените имаат здравствена состојба која што зависи од континуирано примање на лекарства, имаме колеги кои што се онколошки болни и така натаму. Тоа е уште пострашното покрај неисплатената плата и доцнењето на платата за месец август, која што законски треба да се исплати до 15 септември. Ние како синдикат Суткос во повеќе наврати се обидувавме да оствариме контакт со раководството на ЈП Парко и Зеленило Скопје. Успеавме да имаме само една средба на која што беше ветено дека платата за август ќе биде исплатена 22-23 септември. Повторно со задоцнување од една недела, меѓутоа со оглед дека претходната плата за месец јули беше земена негде 26-27 август, сепак тоа беше едно поместување за една недела наназад, односно нанапред земање на плата кон законскиот рок од 15.9. Затоа ние со стручниот кадар, значи не со раководството на ЈП Парко и Зеленило, него со инженери кои што работат во претпријатието повеќе од 30 години, иницииравме да преку едни средби се изготви еден документ за нов начин на финансирање на претпријатието. Односно на издржливо финансирање преку кое што ќе може работниците да земаат редовно плата и да ги остваруваат своите работни задачи. Не дека ние измислуваме топла вода, меѓутоа користиме искуството од соседните земји, каде што има друг модел на финансирање и ние тој модел ќе го преточиме во еден документ